дете. Трето по ред на бројната фамилија Делчев. Без некоја посебна манифестација и со полагање цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев, Делчево ја одбележа годишнината од смртта на својот патрон. Пред споменикот се појавија делегации од општината, политичките партии и издруженија на граѓани, одавајќи почит кон ликот и делото на овој македонски револуционер, чие име овој град на истокот гордо го носи од 50-тите години на минатиот век. Патронот го одбележа и културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Гоце Делчев е нашиот патрон на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево и ние сегде со името Гоце Делчев патуваме по Европа и по светот. Тој е нашиот патрон и нашиот патоказ во светот. На својот учител, но и на човекот на кого градот му го должи епитетот револуционерен, се потсети Штип. Кој остави неизбришлива трага и се уште остава трага во историјата на Македонија, особено на град Штип, бидејќи токму Штип ја имаше она чест и задоволство во него да учителствува воедно и директирува Гоце Делчев и несомнено тоа може да се види од неговата изјава дека всушност Штип бил училиште, неговото револуционерно училиште. Дел од одбележувањето на годишнината од смртта на Делчев во Штип беа и представници на партијата на македонците од Пиринскиот дел на Македонија, Омо и Линден. Нашата партија конкретно практикува на спомениците на Гоце Делчев, кои што се наоѓаат скоро насекаде во тој македонски крај, да се положат цвеќиња, да се направи минута молчење, да се каже некој збор во спомен на Гоце Делчев и така и идеја да дадеме почит на неговата памет, но истовремено и да се собереме и да покажеме дека ние постоиме и дека не се откажуваме од нашата борба. Иако официјално никој не го спомна, борците не заборавија на овој ден да се сетат и на Јосип Броз Тито и неговата улога во формирањето на македонската самобитност. Ако Тито не е бил на второто заседање на АВНОј во Јајце, да се произнесе дека македонскиот народ е посебен народ и дека Македонија е посебна држава и треба да биде равноправна членка на, како и сите други републики, Словенија, Хрватска, Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, така да биде и Македонија. Ако тоа не е бил Тито, ние можеби и денеска би се борили за нашата битност и самобитие. Инаку денес се одбележаа 113 години од убиството на Делчев и 36 години од смртта на Тито.